Благодарам. Ромите во Република Северна Македонија имаат потенцијал да го предводат прашањето на собствената интеграција и да бидат пример за останатите во регионот. Зборувам за суштински политики поврзани за унапредување на ромската заедница. Република Северна Македонија ја усвои Националната стратегија за роми, која е дел од јавните политики за изначување на степенот на вклученост и интеграција на ромската заедница со сите етнички заедници. Инвестирањето во развојот на ромската заедница има долгорочни придобивки во поглед на подобрувањето на социјалната кохезија и економскиот статус за ромите на долгорочен план. Инклузијата на ромите во општеството ќе се одрази позитивно и на постигнувањето на одржливите развојни цели на Обединетите нации, како и позитивни оценки во делот на поглавјето 23, кое се однесува на напредување на полето на правосудство и човекови права. За поддршка на имплементација на стратегијата за роми за 2022 година издвоени се 73 милиони денари, што е зголемување за 14 милиони денари во споредба со буџетот за 2021 година. Најголеми приоритети се ставени на потенцијалот на ромската заедница, мислам на економскиот аспект, вработување преку оперативниот план, кредитните линии од Агенцијата за вработување со 1% камата за само вработување, мечинг фондот, гарантниот фонд, мерките што се спроведуваат преку Развојна банка за поддршка на предприемачи, каде што субјекти раководени од роми може да ги користат овие мерки за формализација или унапредување на бизнисот. Застапеноста во институциите и формирањето на тимови за имплементација на стратегијата на ромите, подготвителна тренинг програма за олеснување на пристапот за вработување на роми во државна и јавна администрација, исто така битен приоритет на кој што сите ресорни министерства ќе подготват акцијски план во рамките на имплементација на овој дел од приоритетот на стратегијата за ромите. Домувањето и понатаму е актуелна тема во кој што во текст се неколку проекти во општина Шуторизари и во Виница, во општина Кичево, Битола, Прилеп, Штип и Берово. Во рамките на овие проекти се работи на реновирање на куќи од социјално ранливи категории, пред се со фокус во општина Битола, Прилеп и Берово, каде што зборуваме за градба на типски куќи, во општина Штип и изградба на колективно домување на 2 згради во општина Кичево. Се работи на легализација, инфраструктура, комунално-инфраструктурни проекти. Проектите од комуналната инфраструктура се со поддршка на Министерството за транспорт и врски и фокусирано се спроведуваат во неколку општини: Крива Паланка, Кавадарци, Прилеп, Кочани, Ранковце, Делчево и Шуторизари. На крај, дозволете да завршам и да изразам благодарност до владата и премиерот за посебниот фокус на оваа проблематика и затоа денес сите ние имаме поголема одговорност да го направиме 8 април, ден за признавање на напредокот, што го постигнавме и ден кога разговараме за нашите следни политички цели, со храброст во нашите срца и со јасност во нашите умови. Нека овела ме ги бактало, 8 април.